Петтиот пакет антикризни мерки кои стопанството и граѓаните со душа го чекаат се уште е само во најава. Кризата се продлабочува, од владата нема ништо ново, освен досега кажаното дека се само во подготовка. Министерот за финансии не откри по конкретни детали, освен само дека се обезбедени 50 милиони евра. Имаме точно, транспарентно утврден износ на средства и ќе придонесе кон нашата економија. Јас сум убеден дека мерките ќе дадат ефект во облажување на ефектите од кризата. Во текот на овој период се прават комуникации. Веќе исто така во собраниска процедура треба да заврши и законот за гарантната шема, преку Развојната банка ќе добија дополнителни кредити стопанските субјекти. Кредитната линија, односно грантот што оди од Европска унија околу 31 милион евра, што одат кредитни со поволни услови, а и 30% грант за стопанствениците веќе е во фаза на реализација. Оптимизмот на Бесими не значи ништо наспроти песимизмот на бизнисмените, зашто досегашните 4 пакети не ги дале посакуваните резултати. Затоа предупредуваат дека сега на вистина треба да се помогне. Според бизнисмените, мерките мора да бидат насочени кон малите и средни компании, зашто тие се најмногубројни во земјава. За спас на бизнисите, стопанските комори до владата испорачаа повеќе барања. Ликвидноста на компаниите да биде во фокусот на петтиот пакет антикризни мерки. Според последните податоци од Агенцијата за вработување, околу 17.000 луѓе досега останале без работа од почетокот на пандемијата досега, а регистрирани се близу 50.000 невработени луѓе. Изгора на се над 6.200 фирми ставиле клуч на врата само минатата година. Ваквите бројки за бизнисот се загрижувачки, предупредуваат и економистите. Велат ако земјава наскоро не добие вакцина и бројот на заразени продолжува да расте, стопанствениците не се сигурни дека владата и натаму ќе може да помага, а фирмите и понатаму уште повеќе ќе тонат, а бројката на невработени ќе расте.